Треба да знаеме дека Бог го создал човекот не за умирање, туку за живот вечен. Но единствена заповед му дал Господ да не јаде од забранетиот плод на дрвото именувано дрво на познавањето на доброто и злото. И токму тоа е и суштината на сите празници пред Великден и празниците од Великден, од Христовото воскресение, заклучно со слегувањето на Светиот Дух на апостолите или Духовден. Она првата се именува Педесетница на постот великденски, кој трае 40 дена, која ќе се додаде уште и Страстната седмица, веќе се 50 дена, таа е Педесетницата за подготовката за најголемиот, најславниот празник, празникот над празниците Великден, а другата Педесетница е радосната Педесетница од Христовото воскресение понатаму, како што следуваат празниците кои се подвижни и поврзани со Христовото воскресение, заклучно со Педесетница или Спасовден. Имено, кога Господ го создал човекот, како што кажавме, не за умирање, туку за живот вечен. Се додека Адам и Ева во својот ум постојано го имале сознанието дека ако сгрешат ќе умрат, не сгрешиле. Ева во оној момент кога посакала да стане богиња без Бога, бидејќи во адот, односно во рајот, Адам и Ева го чувствувале Бога и биле во заедница со Бога преку Божјата благодат, а тоа значи дека тие биле со Бога во заедница, а тоа значи дека тие биле богови по благодат. Но откако сгрешиле, ја загубиле благодата Божја и нормално најнапред умреле духовно, со духовната смрт, што значи прекинување заедница со Создателот, Бог кој е живот и без кого нема живот вистински, вечен, во заедница со Бога, а потоа следувала со текот на времето и телесната смрт, како последица се разбира на духовната смрт или на гревот направен, за кој кажал Бог дека тие ќе умрат ако јадат од забранетиот плод. Во духот на ова што сега го говоревме, треба да нагласиме и тоа дека се поставува прашањето колку време биле Адам и Ева во рајот и различни се кажувањата на одделни свети оци, но изгледа најточно ќе биде кажувањето на свети Кесари, светител од 4. век, брат на свети Григори Богослов, кој вели дека Адам и Ева биле само 40 дена во рајот и значи токму затоа и Господ Исус Христос 40 дена постел како човек и бидејќи Адам и Ева во тие 40 дена не успеале да останат и понатаму во заедница со Бога, го загубиле животот во заедница со Бога, затоа Христос Спасителот пак
во 40 дена успеал да го победи сатаната, да го совлада сатаната, а Адам и Ева подлегнале на искушенијата на сатаната. Во тој дух на нештата сакам да нагласиме дека бројот 40 е многу значаен во црквата Христова и секако во тој дух е воспоставен и постот великденски кој трае 40 дена, а посебно се издвојува седмицата на страдањата и именувана страстна седмица, бидејќи страсти на црковнословенски значи преведено на македонски страдања. Сакаме да дадеме едно мало објаснување дека црквата Христова како грижлива мајка ги подготвува своите верници уште пред да почне постот, да се навикнат и да почнат сериозно да разберат и сватат дека без пост и молитва, како што вели Христос Спасителот, не може да се истера, да се отстрани, да се одгони од нас таткото на лагата или сатаната, ѓаволот со неговите ангели, демоните. Затоа Господ и Христос рекол, овој род зол и прелюбодеен, само со пост и молитва може да се изгони, да се истера. Па така, подготвителни седмици има пред самиот пост, кои нам ни укажуваат на тоа дека треба да се подготвиме сериозно за 40-дневниот пост. Затоа почнува подготвителниот период за постот со неделата на Захеј, кој бил митник, кој спечалил имот претежно незаконски и тој сакал да се покае, бидејќи имал во душата своја чувство дека не е добро да се живее и да се прави во животот нешто што не е дозволено со црковните, со Божите закони. Затоа сакал да го види Христа, па се искачил на една смоква. Христос тука минувал, а Христос пред тоа го видел него и му рекол да слезе, дека ќе биде во неговиот дом гостин. Тогаш тој се израдувал, го примил, се откажал од богатство што го спечалил половината, рекол ќе го даде на сиромаси, а ако нешто задржал несправедливо, четврто ќе го врати на оние што го задржал тоа, и со тоа ни укажува црквата нам дека ние треба да се ослободиме од стегите на земните материјалните богатства, како подготовка за постот. Потоа следува исто така уште намиторот и фарисеот седмицата, во која всушност ни дава црквата пример како треба ние да се молиме и како треба да постиме, а имено дека, како што Христос вели, дека треба во тајност да биде постењето, а не тоа да биде наше горделиво однесување, за да не видат луѓето, зашто вели тогаш во тој случај сме ја примиле наградата тука на земјата и укажува како фарисеот јавно излегол пред сите, бидејќи тие секогаш фарисеите сакале да седат во првите места и да бидат забележани од луѓето, дека тие се извршители на законите Божии. И тој вели дека тој два пати во седмицата пости, па потоа дека тој исто така не
човек што е од оние што крадат, што узимаат, што отимаат, и дека не е како оној митникот што е бил на влезот во храмот и се тепал во градите и барал од Бога прошка за своите гревови, и потоа ние дава исто така како седмицата на блудниот син како подготовка за Великденскиот пост. Тука се укажува како блудниот син го напушта татковиот дом, а тоа значи секој човек што не живее согласно со Божите заповеди, со Божиот закон, тој всушност го напушта домот Божи, и како само преку покаяние, пост, молитви и подвизи, преку само одрекување може да се врати во татковиот дом. И се разбира, ни е представена исто така и седмицата во која, а тоа е пред самиот пост на месопусната недела, во која се говори за тоа како страшниот суд кој ни престои, а тој ќе биде кога Христос повторно ќе дојде на земјата, за да им суди на живите и мртвите и секому да даде според неговите дела. Треба нас да не поттикне на сериозна размисла дали ние ќе го заслужиме Царството Небесно, вечниот живот во заедница со Бога, Мајката Божја, ангелите и сите свети, или ќе бидеме плен на сатаната со неговите ангели во пеколот. И секако, како последно доаѓа тука неделата на прошка, што ја нарекуваме проштелна недела, кога ние се, или сирната недела, кога ние се простуваме со сите луѓе на кои сме им сгрешиле и од кои бараме прошка, како и оние што нам не сгрешиле, и должни сме да им дадеме прошка, бидејќи без да се измириме, без да им простиме на луѓето, ние и не можеме да очекуваме дека нам ќе ни бидат простени гревовите, како што вели Господ Исус Христос во Господовата молитва: прости ни ги долговите наши, како ние што ги проштеваме долговите на нашите должници. Откако веќе сме се подготвиле за да почнеме со постот, а постот очигледно дека не е само физички, телесен пост, туку е двоен постот, зашто пееме во една стихира на постот да постиме, браќа, духовно и телесно. Таму се споменува прво духовно, а потоа телесно, што значи предност има духовниот пост на телесниот пост. А духовниот пост се состои во тоа, вели, да не зборуваме многу и лошо, да не клеветиме, да не ги злоставуваме луѓето, да не завидуваме, да не мразиме, да не се гневиме, да не озборуваме. Се она што е причина за некои грешни дела, се разбира, се случува најнапред во нашиот ум, во нашето срце, во умот со грешните мисли и помисли кои се раѓаат како последица на разговорот со мислите и фантазиите, а потоа во срцето се случуваат оние последици кога тие грешни мисли, помисли и фантазии од умот ќе слезат во срцето и почнуваме ние да чувствуваме грешни желби, чувства, покоти
и страсти од кои така лесно не можеме да се ослободиме, кои понатаму преминуваат и во дела, грешни дела, а начинот пак на ослободување од тие грешни нешта следува по обратен процес. Прво треба да ги очистиме нашите срца од грешните чувства, желби, похоти, страсти и грешните дела, па потоа на тој начин да почнеме да го чистиме умот од грешните мисли, помислите и од фантазиите, и на тој начин, значи прво го очистуваме срцето, па го просветлуваме умот со отстранувањето на овие грешни мисли, помисли и фантазии, и после влегуваме во третата фаза на духовното совршенство, тоа е обожението, што многу ретко го постигнуваат луѓето, а од оние кои стигнале до тој третиот степен и успеале да останат во него и да живеат во него, тоа се светителите. И така, во тој дух на нештата, кога го разјаснуваме постот, следува и телесниот пост, тоа е кога ние постиме со храна која не е од производ животински, се мисли на месни производи, потоа од сирни производи, од јајца и така натаму се. И првата седмица од постот е уште јака, посилна и духовно се разбира и телесно, а особено тоа е изразено во последната седмица или во страстната седмица, времето на стањето на Христа. Затоа во првата седмица ние практично постиме не само што се однесува до телесниот и духовниот пост, туку и од литургија, бидејќи литургија немаме во првата седмица, освен што почнуваме да почнува да се служи литургијата на порано светените дарови, а тоа значи литургија која е веќе извршена во неделата пред тоа, а ова литургија што се именува на порано светените дарови, всушност се служи во средите и во петоците. И тоа е вечерна богослужба на која црквата како грижлива мајка да не ги остави своите верни чеда без литургија, ете им дава на порано осветените дарови кога се извршува литургијата, односно кога е веќе извршена литургијата, осветени се даровите, на ова литургија именувана на порано осветените дарови им дава можност тие да се причестат. И особено тука најмногу се причестуваат оние кои постојано се во црквата. Значи сите денови и од првата седмица од постот, па се разбира до самиот Великден. Во тој дух на нештата, последната можеме да нагласиме прежде освештена литургија или на порано осветените дарови се служи во средата на страстната седмица или именувана Велика среда. Првата недела кога ќе заврши, односно првата седмица, таа недела се именува недела на православието и таа е недела која е посветена на победата на црквата Христова врз сите погрешни учења или еретички учења кои се случиле во црквата, од кои почнувајќи од оние на вселенските и помесните собори, ќе наброиме само неколку, учењето погрешно на Арии за Христа нашиот Спасител, како Син Божи, односно Син човечки, кој се родил од Пресвета Богородица, дека тој учи дека тој не е Бог и дека Христос е создание Божје. Го унижува достоинството и на Христа нашиот Бог и Спасител, кој превечно од Отецот се раѓа и по Божество е еднаков на Отецот, како и Светиот Дух, бидејќи суштината
на природата на Света Троица, на Отецот и Синот и Светиот Дух е еднаква. Потоа следуваат другите ереси, како што е духоборството на Македонија, па потоа почна учењето за двете воли на Господа Исуса Христа, што ние учиме, а тие учат дека има една волја, за, како што рековме, и за едната природа на Христа, а всушност има две природи, Божјата и човечката природа и така натаму. Следуваат и другите погрешни учења во црквата, за Богородица, дека не била она што го родила Бога, туку родила обичен човек, па ја нарекуваат Христородица, и така понатаму за трите начела, и на крајот учењето за иконите, дека иконите наводно не биле свети предмети кои нас не упатуваат до оригиналот, до оригиналите, до Бога, или до Мајката Божја, или до ангелите, или до од светителите и така натаму. И со седмиот Вселенски собор и 10 поместни собори, црквата практично успеала да ги победи сите погрешни учења или еретички учења, и затоа оваа седмица, во 842 година, е од Света Ирина Царицата прогласена за недела на победата на православната црква над погрешните учења. Потоа следува втората недела, која е посветена на Свети Григори Палама. Тој е светител кој што живеел во Македонија, кој што потоа станал и архиепископ на Солун, и тој најдобро ја образложил и ја практикувал Исусовата молитва, именувана молитва на срцето, која е најкратка. Нејзините зборови се: Господи Исусе Христе, Сине Божи, смилувај се на мене грешниот. Зашто свети апостол Павле тоа го нагласува, вели: повеќе сакам 5 збора да кажам во домот Божи, зашто тоа ќе имаат на разбирлив јазик, зашто тоа ќе имаат полза браќата, отколку да кажам 1000 зборови на неразбирлив јазик, зашто тогаш умот мој се моли, ама браќата од тоа немаат полза. И така, во оваа седмица, втората, што се именува, како што рековме, седмица на Свети Григори Палама, е посветена на молитвата посебно и особено на молитвата што тој ја разработил и ја практикувал, и која што треба да се практикува, но ретки се оние што ја востановиле во целиот свој живот да ја имаат и во умот, и во срцето, и во чувствата, и така натаму. Третата недела од постот ја именуваме крстопоклона, зашто на средината на храмот се поставува светиот крст, кој што е должност да не поттикне нас дека не можеме ние да се избориме со искушенијата без помошта на крстот Христов, на кој Христос пострадал и умрел на крстот, па така, умирајќи на крстот, со својата смрт ја победил смртта, и токму затоа силата на крстот, која е најсилното оружје на луѓето, на човечкиот род, бидејќи смртта е преку крстот е победена, ни го изнесува и поставува црквата Божја, за да истраеме уште во остатокот од половината од постот, кој што нам ни предстои, бидејќи силата во борбата против сатаната е најголема преку крстот Христов, со кој Христос го победил сатаната, со тоа што умирајќи на крстот, проливајќи ја својата света крв, го избавил
човечкиот род од гревот и смртта, бидејќи врз себе ги зел сите гревови за целото човештво, а нам ни останува само ние да се потрудиме и да го достигнеме на некој начин степенот на ослободување од гревовите преку покаяние, пост, молитва и така натаму. Четвртата седмица потоа следува, која е посветена на Свети Јован Лествичник, кој напишал едно дело меѓу другите дела, Лествица, на кој и каков начин ние можеме да се искачиме до духовниот висок степен на живот, како што преку скалилата на една лествица, на една скала се искачуваме нагоре, за да стигнеме до некоја височина, така и ние преку скалила духовни, правени во духовна смисла на зборот, како што спомнавме, да се воздржуваме од многу зборување, од лошо зборување, од завис, од омраза, од гнев и така натаму, се стигнува до совршенството Божјо, а пак петата недела е недела која е посветена на Света Марија Египетска, девојка која што во својот живот од почетокот како млада девојка се оддела на недостоен, грешен живот, блуден живот, блудница, која што пак откако посакала да се поклони во Ерусалим на крстот Христов, не е било дозволено, без одобрение на Мајката Божја, но ветила дека ќе се откаже од нејзиниот грешен живот и целосно ќе му се посвети на Бога. И таа преминала преку реката Јордан и 47 години живела во пост, молитви и нејзиното тело веќе не личало на човечко тело, туку на еден костур кој е обложен само со кожа. И ете, Зосим, оној кој што од неа добил информација како го поминала таја својот живот во Ерусалимската пустина, Јорданската пустина, ете, Софрони, патриархот Ерусалимски, го напишал нејзиното житие како образец нам да ни послужи како треба ние да се бориме со искушенијата, со страданијата, со гревовите, и за да се спасиме и избавиме од гревот и смрт и да го задобиеме Царството Небесно. И се разбира, следува веќе седмицата која еве нам ни се приближува, а тоа е влегувањето на Христа Спасителот во Ерусалим. А пред да влезе Христос во Ерусалим, тој го погледнал Ерусалим и се расплакал, знаејќи дека во тој град кој му бил омилениот, неговиот град, градот кој е образец или символ на небесниот Ерусалим, Царството Небесно, во него кога го пречекуваат со сите почести на цар, кога децата и оние што цицале викаат Осана на синот Давидов, благословен кој што доаѓа во името Господово, ете, веќе откако тоа ќе се случи, тој славен пречек на Христа во Ерусалим ќе отпочне веќе народот да се откажува од Христа и ќе почне веќе подготовката за неговите страдања, предавството на Христа, потоа ќе биде пресудата на Христа, распнувањето на Христа, полагањето во гроб и така натаму и така натаму. Значи со тоа обично, со оваа седмица што ни престои, секако дека по Христовото влегување во Ерусалим, конечно завршува постот великденски и ни престои седмицата на страдањата на Христа, нашиот Бог и Спасител. Значи, оваа седмица, страстната седмица, во која
почнуваме ние веќе откако сме поминале 40 дена од пост, сега веќе конечно не да го дочекуваме страдањето на Христа нашиот Бог и Спасител како нешто што се случило, туку како настан во кој ние сме вклучени, во кој што ние живееме, кој ние го доживуваме, во кој не како нешто минато, како сегашност, како реалност. Зашто ние не треба сега да говориме за некакво сочувство кон Христа, туку сострадателно со Христа. И само така, ако влеземе во таа седмица, подеднакво да се чувствуваме дека и ние сме сострадалници со Христа во неговите страдања, тогаш можеме вистински да ја почувствуваме и да ја доживееме страстната седмица, седмицата на страдањата Христови. Па така, почнувајќи од понеделникот, великиот понеделник, кога се чита Евангелието за смоквата што не родила смокви, а тоа се однесува на сите луѓе што не ќе дадат плод на покаяние и на добри дела, плод на добри дела, ќе бидат исушени, како што била исушена таа смоква, која кога Христос сакал да, бидејќи бил гладен, да вкуси, па не нашол плод на неа, само лисја имало, ја проколнал, да никогаш не биде, да не даде род како што не дала за него и да се исуши, и таа веднаш се исушила. Во вторникот веќе имаме тука една песна и една стихира. Тука веќе се говори за 10 жени, жените мудрите и жените оние што биле немудри жени или лудите жени. Всушност станува збор за души кои се подготвиле со подвизи, пост и молитва и ја примиле благодата Божија во борбата против искушенијата и страдањата, за разлика од лудите девојки, не жени, туку девојки, кои го зачувале, може да се рече, телесната девственост, а ја загубиле духовната девственост. И затоа нема да им се дозволи на тие луди девојки или души кои што не останале доследни да му служат на женикот, на Христа нашиот Бог и Спасител, и ќе бидат затворени вратите за нив, а тие, оние што се мудрите 5 девојки кои направиле добри дела души, тие ќе бидат во заедница со Бога. И потоа имаме исто така великата среда во која се говори за жената блудница, која многу убаво е опеана во една стихира од преподобната монахиња Касијана, единствена монахиња која се пројавила и покажала дека и таа може да биде црковен песник. И се разбира, следува после страдањата на Христа нашиот Спасител, на Велики четврток, кога се чита 12 Евангелија на Христовите страдања и објаснување што и како Христос пострадал, дека е прво осуден од страна на Ирода, дека е тепан по плечите, дека е плукан и шамаран по образите, дека му става трнов венец на главата на оној кој што е цар на ангелите, дека е осуден од Пилатот, Понти Пилатот е осуден на смрт, на барање на еврејскиот народ, на оној народ што на
влегувањето Христово во Ерусалим викало Осана на синот Давидов, а сега вика распни го, и на прашањето на Пилат кого да им го пушти, дали Исуса, царот јудејски, или Варава, оној злосторник, што имал огромни злосторнички дела, тие рекле дека го бараат Варава да го пушти, а Христа што да правам со него, распни го, и така следува тие евангелија за страдањата Христови, за неговото распнување. И таму, кога веќе се чита петото евангелие, се случува тој опход или движење низ коработ на црквата, кога се носи крстот, го носи обично архиереот или најстариот свештеник, се полага некаде пред олтарот крстот и се пее една стихира дека Христос еве сега на дрво ќе биде распнат, дека оној што го облекува небото со облаци, сега еве тој е тепан и по, како што кажав, и по плечите, шамаран по образите, исто така се поклонуваме 3 пати пред тој крст и пееме, покажи ни го светлото воскресение, укажувајќи на тоа дека нема воскресение без распетие, без распнување. Па така гледате дека точно тоа и се случува, откако Христос се распнат, откако е положен во гроб, следува потребното негово престојување во гробот и неговото воскресение. Многу е трогателен настанот на Христовото распнување, бидејќи целата природа на неговото распнување реагира. Земјата се потресла, гробовите се отвориле, излегле многу мажи од гробовите и се појавиле на нивните жени, црковната завеса се расцепила на 2 дела и сонцето се затемнило, помрачило. Значи, природата страшно го доживеала овој настан, распнувањето на Христа, смртта на Христа, бидејќи сатаната мислел дека кога видел дека е веќе Христос на крстот, распнат, и дека ја испуштил душата своја, дека го победил, но токму на тоа и се натакнал сатаната, бидејќи кога помислил дека го уништил Христа, напротив, Христос со смртта ја победил и во 3-тиот ден воскреснал од мртвите, и на тој начин ни дал нам пример, гаранција дека и ние ќе воскреснеме, кога тој повторно ќе дојде да им суди на живите и мртвите на страшниот суд. Интересно е исто така да се каже збор 2 и за Христовото слегување во адот. Адот е местото, односно состојбата на душите на умрените до Христа, и тие биле под власт на сатаната не само грешниците, старозаветни, туку и праведниците, зашто никој не можел да ги избави од гревот и смртта, освен самиот Христос Спасителот, кој што со крстот влегол во адот, го проповедал своето евангелие, и оние што поверувале, и оние што биле праведниците, биле избавени од адот, а оние што не поверувале, и оние грешниците што останале упорни во своите гревови, останале во адот и понатаму. На сатаната и неговите ангели им ја одземена власта, и повеќе тие немаат власт над човекот. Значи, за секоја постапка понатаму нема власт над човекот, на човечката душа, на сатаната, туку одлучува
секој човек. И затоа таму се вели во стихирата што ја пееме место Иже херувими, таму да молчи, вели, секоја плод човечка и да стои со страх и со трепет и ништо земно да не помислува во себе, зашто ете царот над царевите и Господ над господарите доаѓа да биде заклан за храна на верните. Каква потресна стихира е ова, може само да се види како на тој начин практично го урива адот, таа власт што ја имал сатаната над душите и на праведниците, не само од грешниците, вадот ја одземена за потоа да следува најголемиот и најпосакуваниот, најрадосниот празник над празниците, што го именуваме Велик ден, а значи нема повелик или поголем, најзначаен ден од овој ден за целото човештво, зашто на овој велик ден, на Велик ден, практично нам ни е вратено достоинството човечко да бидеме во заедница со Бога, да биде спасен човечкиот род, да биде оттргнат од него смртта и гревот и да се обезбеди условно за секој христијанин, особено за православните, дека му е загарантирано Царството Небесно доколку ги исполнува Божите заповеди, зашто ние, како што вели Христос, го сакаме Бога само тогаш кога ги исполнуваме Неговите заповеди. Тие стихири што се пеат при оплакувањето на Христа, опелото на Христа, распнувањето пред тоа, ако секој свештенослужител и секој монах или монахиња или секој верник во црквата Христова православен се внесе длабоко и со својот ум, и со своите чувства, со своето срце и целосно се предаде на она што е кажано или изразено во тие стихири, верувале или не, веќе не се чувствува дека е надвор од заедницата со Бога, туку се чувствува дека е дел од таа заедница, дека и тој страда со Христа, дека и тој се распнува со Христа, зашто е кажано, ние само ако се сораспнеме со Христа, ако сострадуваме со Христа, ние и ќе совоскреснеме со Христа, и ќе се совознесеме со Христа, и ќе седнеме одесно на Бога. Значи, мора тоа длабоко да го доживееме и почувствуваме, ако сакаме вистински да го прославиме празникот и да го доживееме. Инаку, ако ние формално стоиме во храмот Божи, и ако ние не се внесеме целосно во сето она што се случувало со Христа, нашиот Бог и Спасител, во страстната седмица, па потоа и во воскресението Христово, тогаш ние сме, може да се рече, верници само по име, а не по живот и по дела. Сега, потресно е и она, како што рековте, плаштаницата која е всушност го представува телото Христово, положено во гробот, како ние практично го доживуваме тоа, како опелото се прави на Велики петок, како потоа
веќе Христос се полага во гробот за не некои од оние што го исповедале Христа како свети апостол Петар и другите апостоли, Јован и така натаму, како што и на томина недела, второто воскресение, седмицата по Христовото воскресение, и свети апостол Тома успеал да го види и да го чуе Христа и да го допре Христа и така натаму. Сето тоа на некој начин нам ни говори дека оние што најмногу го љубеле Христа, тие не почувствувале никаков страф од него. Зашто се вели, заради страф од јудеите беа затворени портите, вратите, кога се молеа во она зборница апостолите, кога Христос ни затворени врати влезе, и Тома кога беше со нив и кога му рече: Тома, дојди, стави ги прстите во раните од клинците и раката своја во ребрата и не биди неверен, туку верен. На што тоа, откако го направил Тома, рекол: Христос, Бог мој и Спасител мој, што значи дека сето тоа се случило како вистински настан, нешто што може само еден човек кој што го поминал постот во страдања и во искушенија, во борба против сите искушенија што го има, да може да го почувствува и доживее Великден, најголемиот и нарадосниот празник, во таа мера што ќе биде како последица после оние страдања. Значи, по страдањата доаѓа и по распнувањето на Христа доаѓа воскресението, и по нашите сострадања со Христа и нашата силна вера во Христовото воскресение исто така ја носи радоста во Христовото воскресение. Па затоа во првата седмица од Христовото воскресение до томина недела, која што се именува Светла седмица, ние се причестуваме секој ден и секој ден ги пееме истите стихири, бидејќи тоа е незалезниот ден. Тоа е денот на Христовото воскресение и таа седмица се смета како еден ден. А второто воскресение, антипаската, всушност е она седмица кога светиот апостол Тома, кога бил заедно со другите апостоли и рекол дека нема да поведува во Христа додека не го види со своите очи и не го допре со своите раце и не го слушне неговиот глас и така натаму. За потоа можеме да ги посочиме исто така и другите седмици што следуваат. Томина недела ни е нам прекрасен пример и нема потреба повеќе никој да бара докази дека Христос воскреснал од мртвите. Поголем доказ од тоа да се види со своји очи, да се слушне со своји уши и да се допре со своји раце дека тоа се случило. Нема тие три докази, се најголемите докази за Христовото воскресение. Се разбира, потоа следуваат оние празници на жените мироносици посветената недела, па се разбира следува седмицата на расслабениот. Во седмицата на жените мироносици ни ја истакнува црквата за да видиме колку била силна верата на жените мироносици кои не се исплашиле ноќе сами да отидат и да го помажат телото Христово со мириси и така натаму.
Нараславениот се говори како Христос го оздравеа, го излекува оној што лежал во бањата Витезда 38 години, потоа следуваат и другите седмици во кои се говори за слепородениот и секако постојат уште тие 2-3 седмици, седмицата на светите отци, за да се случи оној празник, големиот празник, Спасовден, а Спасовден е пак сега таа втората 40-ница. Ја имавме првата 40-ница со постот великденски, а сега имаме 40-ницата по Христовото воскресение, неговото јавување 11 или 12 пати се јавил според преданието на Мајката Божја, било првото јавување, како што пееме во тропарот на 6 глас на воскресниот тропар. Светлија си Деву, даруја живот, си ја сретнал Дева, се мисли на Пресвета Богородица, и си ја дарувал живот, и секако во седмицата на светите отци ја имаме исто така пред оној голем и пак спасоносен празник, Духовден, или слегувањето на Светиот Дух на апостолите, и тука завршува втората 50-ница, а таа е 50-ница по Христовото воскресение, имено Христос како што им ветил на своите ученици и апостоли да не го напуштаат Ерусалим и да чекаат од озгора дека ќе дојде ангели Божи, дошле и им соопштиле сила од озгора дека ќе има слегување на Светиот Дух, и кога тие биле собрани во зборницата заедно со Мајката Божја, апостолите, најнаш се слушнало силно дување ветар, и тогаш во вид на огнени јазици Светиот Дух слегол на сите апостоли што биле тука, и се разбира Светиот Дух слегол и на верните, тоа е најизобилното слегување на Светиот Дух, и ете оние кои што се плашеле од евреите и затоа ги затворале вратите, кога се молеле, кога го прекршувале лебот и така натаму, еве сега истите тие без страв, почнувајќи од свети апостол Петар, кој што ја изрекол својата вдахновена проповед на слегувањето на Светиот Дух, на Духовден, и ги прекорил евреите за она што го направиле, што го распале Христа нашиот Бог и Спасител, и преку неговата вдахновена проповед 5000 души поверувале во Христа Спасителот и биле крстени. Со тоа всушност се заокружува таа 50-ница по Христовото воскресение, а на Спасовден, како што спомнавме, се случило Христовото вознесение на небесата во присуство на апостолите, на Мајката Божја и на мноштво народ, и кога ангелите од небото рекле: луѓе галилејци, што се чудите, овој Христос што сега се вознесува на небесата, пак ќе дојде, а тоа ќе биде кога повторно ќе дојде да им суди на живите и мртвите, односно на крајот на светот, кога ќе биде страшниот ден, страшниот суд. И сега можеме и да заокружиме ова што го дискутиравме, што го говоревме. Оно што вие како прашање го поставивте на почетокот, која е суштината на животот на луѓето во светот. Суштината
на животот на луѓето на Огнето. Која е целта на нашето живење на земјата? Целта на нашето живење на земјата по првородниот греф на нашите родители е нашето спасение. Значи, ние тука на земјата живееме, работиме и твориме за да се спасиме. Спасението не можело да дојде поинаку, освен преку оној кој што од љубов го создал човекот, човечкиот род, и не останал делото на неговите раце да загинат, човечкиот род, туку се понижил себе си до тој степен да стане слуга, да земе човечка природа, човечко тело, да стане човек во се еднаков со нас луѓето, освен во гревот, да поживее со луѓето, да им ја открие верата во троичниот Бог, Отецот и Синот и Светиот Дух, да ги лекува од секакви болести, да воскреснува мртви и така натаму, и конечно да им каже на луѓето дека, како што им рекоа и на апостолите, дека ќе биде до крајот со нив на светот и векот. А тоа се случило кога ја востановил на Велики четврток, светата тајна Евхаристија, причесната приносот, и кога рекол, покажувајќи со раката на лебот што бил на масата, ова е моето тело кое за вас се прекршува за прошка на гревовите. А покажувајќи пак на чашата со вино, рекол, ова е мојата крв на новиот завет, која за вас и за мнозина се пролива за прошка на гревовите. Ова правете го во мој спомен. И на тој начин Христос кажал, кој не го јаде мојот леб и не ја пие мојата крв, нема да има живот вечен. И ние го имаме животот вечен, токму преку примањето на телото и крвта на Христа, нашиот Бог и Спасител. И нема друг начин за да се биде во заедница со Бога, освен преку телото и крвта, но не недостојни, неподготвени, поточно речено, туку со подготовка, ако одиме, а значи да се опростиме со сите што ни сгрешиле, да им простиме, на кои ние што ни сгрешиле, да бараме прошка и така натаму. И исто така треба да знаеме дека за да ни се простат гревовите, треба да ги исповедаме пред нашиот духовник, но и да направиме спротивни на гревовите добри дела. Ако сме лажеле, повеќе да не лажеме и да говориме само вистината. Ако сме крадели, да го вратиме украденото и така натаму. И на тој начин, како што рекол Христос, на тој начин ние и ќе бидеме жители на Царството Небесно, и само на тој начин можеме преку светата тајна Евхаристија причесната да го почувствуваме предвкусот на Царството Небесно во заедница со троичниот Бог, Отецот и Синот и Светиот Дух, со Мајката Божја, ангелите и со сите свети. Христос воскресе, навистина воскресе. Христос воскресе, навистина воскресе. Христос воскресе и ни дарува живот вечен. Амин.